Да, ова е изненадувањето кое што го добив на самиот почеток од разговорот и мојот коментар беше дека знаев дека ова е нешто одлично, меѓутоа не мислев дека до толку навистина ќе ни придете изненадување. За прв пат во Македонија имаме jumping clay, посебна глина која што е многу популарна низ целиот свет. Конечно ја има и кај нас благодарение на Митко Андонов кој што е главен застапник и увозник на jumping clay. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Многу интересно, во студиото буквално, како што ни е шарено, уште поубаво ни дојде, така што мислам дека ќе биде многу забавно до самиот крај. Дефинитивно. Да кажеме иначе кои се заедно со вас и потоа ќе може да си разговараме. Така, со нас во студиото е Маја. Маја е професионален инструктор, има поминато доста обуки, затоа што има одредени принципи кои што мора да ги задоволуваме, девојчињата се сите од нашата екипа од Jumping Clay Скопје, кои што долго време веќе креираат со Jumping Clay глината и можам да кажам дека се професионалци во нивната област. Одлично. Инаку да, не е само Урбан Так, има и телевизија 21, ќе го видите малку подоцна. Еве го и телевизија 21, значи се може да се направи од оваа така наречена специализирана глина и може, например, вака да играте да биде како реклама. Митко, како ви текна да ја донесете во Македонија Jumping Clay и што всушност е ова Jumping Clay? Така. Моето долгогодишно искуство во продажба и маркетинг, работев во една од најдобрите компании за дистрибуција Колид и во последните неколку години имав можност да патувам надвор од Македонија како менаџер за извоз и кога патував Хрватска, Австрија низ тие земји, видов дека има нешто што ќе ни помогне да вниманието на децата го одвратиме од технологиите, од мобилните, лаптопите и слично и да помогнеме да ги насочиме кон нешто креативно, да почнат да вложуваат во себе, уште од мали, да се развиваат, да ја развиваат нивната моторика, фината моторика на прстите, која што знаеме дека у школу после 6-7 години тек почнува да се развива креативноста, значи децата размислуваат како да креираат фигури со нивната имагинација. Глината има необични својства, има прекрасни особини, некои кои што подоцна ќе ги објаснам, но во едно од тие патувања ги најдов местата во Хрватска кај што е контактот за Адрија регионот и помислив дека би била одлична комбинација да тоа го донесеме во Македонија за и нашите деца да можат да креираат. Цело време ја викаме глина, меѓутоа не е обична глина. Да. Видете само како буквално се растегнува и колку повеќе се растегнува, толку е поубава за обработка. Така. Нели? Така тоа е всушност малата финта, да речеме. Да. Постојат повеќе глини, повеќе видови на глини и слично, меѓутоа Jumping Clay е најпозната и една од најраширените низ светот. Ја има во 45 земји низ светот, потекнува од Кореја и има толку позитивни особини што нема зошто ниту една негативна страна. Например, нетоксични се сигурно. Да, најважното е што се нетоксични, односно може да ги играат и мали деца. Кај мене малиот син е 1,5 година и постојано меша, меѓутоа кога не го гледаме и ќе си касне помалку. Тоа ми е добар пример. И многу убаво мирисат и јас има мирис на јасмин, има мирис на јасмин, баш е прекрасно и помага на рацете да ги одржува рацете влажни. Значи, доста луѓе имаат суви раце, а бидејќи ова самата глина е доста влажна, па помага да ги одржува рацете влажни, помага, не ги лечи, меѓутоа дава некое поубаво чувство, полагодно чувство на рацете при работа со нив. А ова што сега го гмечиш докажува дека и кај возрастните е интересно од некоја страна како антистрес. Убаво е чувството кога нешто се креира, се работи, се прави. Еве, знаеш што, ова може и за докторите да биде супер, баш сега го прашав докторот како против стрес. Така. Во склоп на нашите работилници, ние се развиваме и во правец да
нудиме или најдеме начин да овозможиме и за возрастни. Голем е проблемот што има доста возрастни кои што би се занимавале со ова им е интересно, ова е арт, нели, уметност, креирање, меѓутоа од некои причини тешко се осудуваат, не се впуштаат во тоа, демек тоа е за деца или слично. Но, оно што јас го имам видено во ова година време колку постоиме во Македонија, и возрастните имаат одредено задоволство при работењето со глина. Да. Ни донесовте, освен за Урбан Так, ни донесовте и преубави работи, како што е, например, ова дело, ова се Симпсонови. Видете само колку е сето ова детално направено и ова е многу лесно, меѓу другото, може би изгледа тешко, но навистина е лесно и претпоставам дека тоа е една од убавините на ова. Денеска имаме многу дечења во студиото кои што ни прават веќе и ни работат, па може да ги прашаме како се викаат. Како се викаш ти? Меланија. Меланија, само ќе се свртиш малце на таа камера за да те видиме. Меланија, ти кажи ми, джвакаш мастика или лапна од глината денес? Джвакам мастика. Мастика, ќе извадиме мастиката за да бидеме културни? Да. А извади мастиката за да не ни смета додека работиме, може така? Да. Ето така ќе ја ставиме тука. Меланија, кажи ми ти колку време си играш, односно правиш вакви интересни работи од глинава? Неколку месеци? Не. Или пократко време? Пократко време. Кажи ми, што имаш до сега направено? Имам жабче, колаче. Да, ќе се свртиш само на камерата, имаш жабче до сега и други животни? Имам и Авион, конче. конче, а маче? Не, и буф. А куче? Не. Ништо не погодив. Крава да не си направила? Не. Не. Симпсонови да не ги правеше? Не. Туку? Нема да откриваме се, не е интересно, нели? Да. Ајде да ги видиме другите пријателчиња како се викаат. Може јас да дојдам до вас? Да. Чекај вака да видиме што е тука, да отвориме некој од овие. Што правите вие? Да ми кажете прво како се викате. Јас се викам Теодора. Јас се викам Михаел. Леле, колку убави имиња имате, браво за вашите мама и тато, или не ви ги дадат имињата? Мене брат ми. Тебе брат ти? Да. Па ќе го поздравиш сега брат ти на камера? Да, го поздравувам мојот брат, мојата мајка и мојот татко, што се надевам дека ме гледаат. А ако не те гледаат ќотек? Да. Може така? Се шегувам, ние не се тепаме, бидејќи тука се сите другарчиња. Што правите денес вие? Ние го правиме овој пингвин. Ќе го покажеш на камерата таму Еве. како вистинска водителка. Чекај малце да го фатат. Еве Еве го пингвинот на оваа камера, гледаш каде свети камерата, таму треба да покажуваме. Ова пингвинче таман сега одговара за зима, нели? И колку време ви требаше да го направите овој пингвин? Па, еве, си уште го правиме, но... Брзо оди, малку, така? Да. Кажи ми, и ти правиш пингвин? Да, исто јас. Да, твојот ќе биде машки или женски пингвин? Женски. Женски пингвин, а ова е машко или женско? Па, не знам. Не се знае. Да. Тешко ли е да се работи со глината? Не, многу е лесно. Ако се научи техниката, полека се навикнуваш на глината и полесно се работи. Има некоја финта како треба да се прави? Еве, например, јас ова го вртам вака, ма не знам дали вака треба да се прави или не. Па, од прилика така нешто, но со тек на време, ако се помине обуката, Аха. може да се научи точно како се работи со ова глина. Тешка е обуката? Па, не е до толку тешка, но со тек на време полека се учи, техниката ти станува све полесна. Супер. Ќе ми кажете до сега што се друго вие сте направили од глина? Па јас сум направила пингвин, юникорн, пица. Пица, леле, каква пица беше таа, вегетаријана или капричоза? Капричоза. Капричоза, сигурно била многу вкусна. Добро, и што друго? Имам направено ланче. Ланче, може да се прави и ланче? Да. И после си се носи тоа ланче на себе? Да. Јас сега имам едно винче. Може да се прават сите модни додатоци, привезоци, Да. се, буквално. Значи, вие може да си правите накид за другарките, например? Да. Колку убаво. Ајде да... Ке ми кажеш нешто? Да, за нас денеска си направивме кобиев ланче.
Ланче, колку убаво. И последна емисија може да правиме и ланчиња, договорено? Да. Ајде, јас ќе ве оставам да си креирате, за да не ви одземам многу време, малку ме заболеа нозет. Изгледа таа масичка не е за мене. Да. А, Специфично е што глината е нели влажна додека се работи, меѓутоа еден многу важен момент е додека работиме, постојано треба да ни биде затворено, да нема пристап на воздух, затоа што предноста на таа глина е што мека е кога ја работиме, но доколку се остави при контакт со воздухот тврднува и така добиваме фигури како овие и кои што не се кршат. Значи овие фигури остануваат како играчка трајна. Тука е вредноста на децата кога доаѓаат кај нас, прават фигура, меѓутоа си носат дома играчка. се носат играчка. Да, А се пече после тоа или само нема треба да се печење, исуша? значи ништо, само 24 часа велим за да биде сигурно, меѓутоа и побрзо може. Самата се суши при контакт со воздухот, нема потреба од печење или друг начин на боење. Затоа што ги има сите 9 основни бои, но со мешање на било кои две бои се добива нова нијанса. И тука е уствари предноста. Маја, може малку бело? Еве бело, може да се меша? При мешање малце се добива нова некоја нијанса. Ова не смееше да го направам. Да, И новата нијанса ќе биде розева или например децата тука ги учат што се случува со мешање на боите. Кај нас децата и 3-4 години кога ќе почнат знаат дека со мешање на жолта и црвена добиваат портокалова, например жолта и плава добиваат зелена. И тука е предност, значи не постојат милион бои како што има на компјутерот, туку се основните бои кои што со мешање се добиваат сите нијанси. Така да, затоа значи, и го има и тврдиме- едукативниот момент. Значи, ако измешаме црно со бело, јас баш сега тоа сакам да го направам. Помалце црно, ќе ми испане Која многу боја ќе црно. се добие? Која боја ќе се добие ако измешаме бела и црна? Сива боја. И може да си ставите, ако сакате да биде по-црна, повеќе црна, Да. ако сакате бела, по-бела. Еве го, стварно интересно. Ова, Најдобриот кој знае каква технологија е применета за да се направи? Да. Еве, не се гледа Технологијата сила. се развива од 90-тите години и потоа ја користат во разни сегменти, меѓутоа 2006 година почнуваат да ја користат за оваа намена и како што реков веќе е распространата во 40 преку 45 земји. Аха. Постојано расте во последните години многу повеќе и предноста е што значи ја имаме на светско ниво, но во некои земји како Англија, Америка веќе се користи и во школскиот систем, што е многу значи добар знак, значи што ми тие ја препознале предноста, се користи значи и во тој дел. Она што е за мене најголемата предност, мене што ми е омилено, е што кај децата помага при градење на самодовербата. Значи, кога ќе купам некоја играчка од 1000 денари за син ми, за 15 минути завршено се неја, ја нема, крај. Меѓутоа, кога ќе направи фигура, која што може би еден пола сат или сат време ќе ја прави, ќе ставиме магнет и ќе стои на фрижидер, кој да дојде кај нас на гости или да дојде кај нас, ќе погледне и покажува, ова јас го правев, него пипај, мое му вреди. Значи ја сознава вредноста, да, се грижи за тоа и знае колку е тешко нешто да се создаде и слично, значи у тој дел. Како си задоволен од интересот кој што го има кај нас во моментов? Релативно кратко време ја има. Има добар фидбек од децата? Так. Па, во Македонија сме присутни од 24 декември 16 година, значи една година, во Скопје од мај, што е одлично, и супер функционираме и на двете локации, и во Скопје и во Струмица. Интересот е огромен, голем е и во голем дел ми представува задоволство затоа што 100 од 100 луѓе имаат многу добри фидбек, мислење. Значи сите влегуваат луѓе, алал да ви, ова е супер, ова е нешто различно, значи нема веќе ова кога луѓето стално викаат се таа па таа, значи не е се таа пак таа, има нешто различно, се развиваме, децата вложуваме, значи се надградуваме во разни сегменти, го следиме светот и слично. Се прошируваме бавно, но сакаме да биде тоа сигурно, со на прав начин, како што ни е наложено, сепак е тоа франшиза, значи ние наследуваме некои правила, обврски, договори и
наша цел е и во следниот период да пробаме и во други градови да бидеме присутни. Има доста големи градови, и Тетово, и Битола, кај што планираме наскоро да се прошириме и да соработуваме со локални луѓе кои што се заинтересирани за ваков тип на бизнис. Ова е од една страна едукативно, но сепак од друга страна треба и правилно да се пристапи за да може да ги стигнеме вистинските резултати. Така. Има многу детали кои што може да се прават. Еве сега тоа можам да го забележам од тука. Дури и овие кабли за PlayStation, Nintendo или што и да е. Значи буквално самата глина дозволува многу комбинации. работи. Се комбинира со секаков материјал. Еве ова е метал, меѓутоа се комбинира и се врзува со стакло. Украсувани, пример, прекрасни теглички, се комбинира со дрво. Имаме рамки кои што се украсуваат и тоа е, овие рамките ни се еден од најбараните производи, затоа што е custom made, значи е персонализирано е, некој се додава име, значи специјално за роден ден, за годишнина, за нова година. А може да си нарачаат луѓето да, такво нешто? всушност така и функционираме. Во голем дел, јас во почеток не знаев, меѓутоа на една од средбите со некои луѓе од Канада, кај нив повеќе интересот го гледаа за производи вака, затоа што е рачно изработено и тоа вреди во светот и има простор, значи да се развива и како нарачки на нешто што не може на друго место да го најдете. На пример, една од употребите која што е многу интересна и расте интересот е за фигури за торта. Фигури за торта? Да. Сите фигури до сега се правени од фондан. Да, фонданот има доста ниска цена, меѓутоа изработката е потешка. Со глина се прават попрофесионални фигури. И после ќе останат. И после ќе останат. И од први роден ден имаме, не знам, фигура Барт Симпсон, од вториот ќе биде некој пингвин, од третиот така децата си ги чуваат фигурите. Значи тука е многу голема предност и расте тоа. Кој го правеше ова за Урбан Так? Ова го правеа нашите драги колешки во објектот во Струмица, Данче, Милена и Вики. Чека, вака ќе одиме како реклама, подвижна реклама на Урбан Так од Jumping Play. Ова е замислено, може овде да ставите и визитки или било кој некој да си подпрете, може и така да се користи ако сакате. Значи доста применливи се, значи. Јас ќе си го ставам во студиото како декор баш на тој пул таму и навистина ќе ни биде убаво. Значи нешто многу уникатно, нешто што за прв пат го има кај нас и очигледно е кога има добри работи, а се нови, дека секогаш имаат прифатеност, нели? Така, да. Прифатени се, задоволни сме од интересот кај луѓето. Секогаш целта ни е децата. Се фокусираме на нив, се трудиме да има организирани забави. Слоганот е "Учиме низ игра". Гледам сега со новите промени во образование и тие почнале Министерство почнале да користат "Учиме низ игра", викам таман сега ќе ни направат и реклама. "Учиме низ игра" е слоганот на Jumping Play, Learn to Play и доста ефективни се нашите работилници, овој момент не го спомнав. Функционира на повеќе начини. Еден од начините кои ќе дојдат луѓето може децата да изберат некоја фигура и прават одредената фигура 1 час, 2 часа, а родителите се слободни да прошетат, да завршат некои нивни обврски. Или може да дојдат и да барат специфична фигура. Јас сакам да правам пингвин, јас сакам Дедо Мраз или слично, и тоа го правиме со избор на бои, пошто ги има во сите димензии и големини. Но моментот кој што почнавме сега од Нова година, од декември да го спроведуваме и има веќе огромен интерес е во одреден ден, во моментов е сабота, правиме работилници каде што има одредена тема. Например, последно беше планетарниот систем. И тука кога ќе дојдат децата им објаснуваме која планета е која, па колку месечини има, па големината, па например едукативниот момент. Значи ствараме малце кај децата и радосналост, им објаснуваме и на крај ќе направат една од планетите, например, па ќе си ја носат дома. Тоа е едно. Или друг пат ќе правиме диносаури, сега ќе има овој месец, мислам дека ќе биде фокус на диносаури. И покрај тоа што се прават диносаурите, паралелно ние им објаснуваме кој е, што е, во кој период живеел, големи, мали и сето тоа, и на крај си носат дома фигура. Мислам, многу е кога визуелно ќе го видат како изгледа 3D, значи многу е поголем успехот.
кај Да. децата. Супер, ќе направиме тука мала пауза Да, и ќе супер. се вратиме во студиото. Оскар е дефинитивно најпосекуваната филмска награда. Конечно вчера се објавија номинациите, кој и како е номиниран оваа година и за кого најмногу се типува дека ќе ги освои Оскарите, ќе видите во продолжение. Ни за најдобра режија. Годинова домаќин на Оскарите ќе биде Џими Кимел. On ABC. And Thanks, Mom. Се враќаме во студиото, зборуваме за Jumping Clay, новата глина во Македонија, од која што вистински чуда се прават. Гледате дори што се случува во студиото. Хаос, меѓутоа креативен хаос, така и треба да биде. И Маја конечно ја убедивме да зборува, ни кажа дека имала трема, ама јас сум сигурен дека нема, така Маја? Немам. Знам дека немаш. Кажи ми како си? Добра. Цело време си ќутеше и си работеше, ама сите овие дела се, да речем, благодарение на тебе, која што си главен и областен инструктор за джампинг глината. Како се стекна со оваа титула да бидеш ти официјален инструктор? Па на почетокот имав обука. Обуката беше интензивна, траеше еден цел месец. Цел месец? Да, и по 6 до 8 часа во денот останувавме во работилница и инструкторките од Струмица ни помага да стигнеме до крајниот производ, да. Значи има многу техники кои што може и треба да се учат. Да, има доста техники. Има 12 основни форми кои треба да се знаат за да може да се дојде до цела фигура. До цела фигура. И кажи ми како е да се биде инструктор, како вака ти реагираат дечињата на работулиците? Одлично, јас се чувствувам супер позитивно изненадана од тоа каква енергија примам од децата. Они се воодушевени поради тоа што се стекнуваат со ново искуство и стигнуваат до производ кој си го задржуваат за себе. Тоа е најубавото на крај кога ќе си го направиш да го имаш за себе. Точно, самодовербата, да. Самодовербата е многу голема, да, и битна за нив. Кажи ми, те слушаат децата? Да. Да? Чека да ги прашам дечкиве, дали ја слушате Маја? Помалку или повеќе? Повеќе, Михаела најмногу. Добар инструктор е Маја? Да, многу добар инструктор. Да, Ви ги открива сите техники како треба да правите? да, и многу е фина со нас и секогаш ни помага кога ни треба. Може. Па јас ве гледам и цело време тука додека сте и Маја имаме нешто, секогаш така се консултирате? Да. Кога Маја ќе одобри, тога знаете дека е најдоброто, така? Да, тогаш знаеме дека е добро и дека е одобрено од еден добар инструктор и од еден што секогаш знае како да се однесува со нас и така. Да. Јас мислам дека ти може да дојдеш да бидеш заедно со мене водителка затоа што одлично зборуваш пред камера. Си сакала некојаш да станеш водителка? Па, еднаш кога бев мала сакав да бидам водителка, глумица, така нешто, но и сега имам желба и Ајде ќе се договориме, може да правиме фигури секоја недела, зошто да не? Нели Маја? Точно. Се може да се прави. Каква е детската имагинација? Што обично децата сакаат да прават? Па зависно според тоа што е актуелно, што гледаат, кои цртани ги гледаат најмногу, што е актуелно по телевизиите, со што се анимираат, кои играчки најмногу ги сакаат. Според нивната фантазија доаѓаме до реализација. Значи Frozen. Да. На големо. Пони сите возможни ликови што ги има по Angry Birds, да. Сите ликови што ги има во цртањето и во некои во игрите. Има деца што играат игри, па така. Значи од таму се понесува. Да. Како пример и овие од фигурите кои што не се веќе направени, значи тие се баш од цртани филмови или овие са Star Wars актуелно, па тоа го бара, значи во разни моменти различни фигури се актуелни. Да, еве ги видовме сега на кадар, на вистина интересно и многу различно. Ти во меѓувреме ми донесе нешто интересно. Да. Ова се всушност фигурите кои што освен во нашата работилница, децата кои што веќе сакаат да работат може да се ги купат за дома. Аха. Сите овие производи ги имаме, целиот асортиман го имаме во нашиот објект во
Карпош на улица Багдадска и сите производи може таму да ги најдат за да може дома да креираат. Со помош на овој сет внатре ги има сите глини, цела глина која што е потребна за да се дојде до одредена фигура. Например, ако овде треба да се направат овие 3 фигури, внатре има доволно глина за да и инструкции, чекор по чекор, како да се стигне, која со која боја се мешаат и како да се дојде до готовиот производ и има ова Пинокио универзален алат кој што го користиме, кој што е безбеден, меѓутоа со помош на него се прават одредени зафати во фигурите. Да, го искористивте jumping clay за моментот во Струмица, кога се прават вакви маски. И зошто да не бидете уникатни, нели? Може и на пример да биде вака, може и да трефката. Да. Се може да Сега прави. е доста актуелно и ние цел месец го имаме сега посветено на месец на маските, ќе можат сите кои што ќе дојдат во објектот во Струмица да прават маски и во Скопје, во било кој објект да прават маски и да си ги земат за себе, па да ги користат да бидат уникатни. Така. Недостасува ли во Македонија ваква детска креатива, да речем, каде што нема да биде само за анимација и нема родителите да го дадат мобилниот телефон за да малку одморат, туку паралелно детето ќе учи само од себе? Дефинитивно недостасува. Не би сакал да звучам критички кон нашиот систем, меѓутоа дефинитивно на децата фали момент каде што ќе посветат време во себе, да се тргнат од мобилните, од лаптопите, од телевизорите, затоа и влегувме во овој правец, тргнавме во овој правец, затоа што го гледам тоа од моите деца. Значи, постојано, единствено им е важно да седнат пред телевизор. Со ова имаме можност, затоа што додека креираат децата саат време, 2 сати, и родителите добиваат време за себе. Тука е огромна предност. Но, никогаш не се случува да не знам, деца да им е досадно, да станат, да шептат, да ги барат родителите или слично. Пример, кога има родендени, организираме и родендени и за време на родендените децата се посветени. Нашите родендени се направени во интересен стил, каде што покрај тоа што ќе направат и некоја фигура, им вметнуваме и некои друштвени игри, нешто да може да се занимаваат за да прават нешто. Да не биде класично роден ден кај што децата ќе седнат бараат пица и после тоа остатокот од роден ден одгледаат во мобилните на родителите. Така, значи во секој случај го задржувате онај едукативен момент кој што го има. И повеќе се движиме во тој правец. Сакаме да одиме во едукативниот момент да го задржиме. Така. Да развиваме. Види, Маја. Да. Не бев на обука, ма направи нешто. Одлично. Супер. Супер изгледа. Се допаѓа? Да. Може да ви држам работилници за оружје. Да. Не, дефинитивно е заразно, тоа морам да кажам, бидејќи еве уште од самиот момент кога го зедов, буквално нели не може да го испуштите од рака и релаксира. Релаксира, да. После работата претпоставам дека не се чувствуваш изморено, туку напротив. Нели? Исполнета се. Кој е најголемото дете кое што досега го имало на работилница? Најголемото дете до сега била Дарија, која има 21 година. Тоа сакав да го слушнам. Има ли поголеми возрастни луѓе кои што се заинтересирани за ова? Да, има. Има доста заинтересираност. Јас сега имам 27 години, се радувам исто колку и они. Да, па да ти кажем, јас имам 28 и исто се радувам. Навистина забавно. Супер. Одличен момент е. Кога креираме нешто, а на крај добиваме некоја фигура. Мислам, стварно е одлично е чувството. Не прашав, дали се кршливи? Значи, фигурите откако ќе станат после еден ден, потоа не се кршат, нема шанси да се скршат. За тоа се вика jumping clay? Да, еве jumping, затоа што додека е уште глината мека, кога ја развиваме, има и уште тоа својство дека скока, како... може да скока? Да. Така има повеќе предности. Добиваме и топче меѓу другото. Да, па најле првата форма е топче, така на децата им е интересно, ги внесуваме у тој свет кој ќе им е интересно, се влечат покрај тоа и потоа чекор по чекор и другите форми, помешањето на боите и така. Супер. Тука некаде од прилика ние би требало да привршуваме, само да провериме работилницата, да видиме колку пингвини денеска се направија. Ке ми кажете колку пингвини направивте? Ги изгубивме. 4 пингвини. Значи во 25 минути може да се направат вкупно 4 пингвини вакви. Така? Да. Доколку имате толку помошници? Да. Вие вака секогаш работите тимски? Да. Си помагате една со друга? Да. Која е омилената твоја фигура која што си ја направила?
јас имам многу сите мои фигури си ги сакам и сите така немам некоја така што повеќе ја сакам од другите, затоа што сите така ми се Омилени. да. Митко, имаш нешто да докажеме, нели? Еден момент ми беше интересен и би сакал и да го споделам. Од почеток кога почнавме да работиме, пошто беше огромен интересот, направивме неколку презентации. Во сите сегменти сите се заинтересирани затоа што ова навистина има вредност. Не, ова стварно има тежина. Моментот кој што е многу тежок во Македонија, со кој што се справуваме постојано и во многу сегменти е моментот на нелојална конкуренција. И, например, се случува да се појави некој производ кој што ќе биде сличен на глина, ќе ги нема тие особини, Така. може би нема лесно да се обработва или нема да стврднува или слично, не знам, нели, увезени од Кина или било каде и например не можеме да гарантираме дека не се отровни или слично. Но кога увидува дека Jumping Clay е бренд, ги лажат на децата дека купете си Jumping Clay, ова е со залажување, што не функционира и тој момент ме плаши затоа што ние не може да гарантираме за тој момент. Така да тоа е една лоша страна на цела оваа приказна што нели треба да внимаваме и родителите да внимаваат за децата кога зборуваме Jumping Clay. Jumping Clay е баш оригинален бренд кој што може да го проверат на интернет, има милиарда видеа како се прават, може слободно да си гледат. Сите фигури имаат видео на интернет како се прават чекор по чекор. Така, за оние кои што се заинтересира, сигурен сум дека ќе има многу такви, каде може да си набава Jumping Clay? Така. Jumping Clay, информации за Jumping Clay имаме на jumpingclay.mk и на нашиот Facebook профил и Twitter и Instagram и Jumping Clay Македонија, таму има повеќе информации. Во нашите два објекти се секогаш добродојдени. Објектот во Скопје е на улица Багдадска 15 и објектот во Струмица во трговскиот центар Глобал, каде што во секое време може да дојде да ги набават 100% сите фигури и освен тоа може да договорат и други видови на работилници, забави, родендени или и слично. Едукативни делови и слично. Како што реков, преговараме веќе со други градови, наскоро најверојатно во Команово ќе бидеме присутни, Битола, Тетово и во други градови. Ќе има значи секаде. Се надеваме дека ќе го препознаат луѓето овој момент. На нас ни е драго и што вие го увидовте овој момент, навистина ни значи. Така да ви благодариме за што не поканевте да ви бидеме ваши гости. Да, би беше навистина интересно. Маја, има некои други интересни моменти кои што треба да ги споделиме, а се врзани со овие работилници? Како да ги охрабриме овие големите како нас да дојдат? Никако нека повелат и нека си ја пуштат креативноста да ги води едноставно, заради тоа што можат да се направат стварно многу убави работи, фантазијата може да оди до бескрај. Дури кога станува збор за накид, како што споменавме, буквално, накид, рамки, нели? привезоци, магнитчиња правиме, значи буквално може да се направи се. Музички кутии, часовник, државца за слика, во сите usables што ги користи. Да, и сигурно уште еден куп идеи кои што до сега можеби не кликнале. Да. Интересно. Значи станува збор за дефинитивно уникатен производ. Само треба енергија и време да си работите. Имагинацијата нема граници, како што рече Маја, ова расте побарувачката за овој производ, тоа е добро. И јас мислам дека се поголем број на возрастни луѓе се охрабруваат за ова, посебно луѓето кои што имаат свој уметнички допир. Јас сум горд што можам да кажам дека наши најчести посетители се сите професори, доктори, луѓе кои што сакаат да вложуваат во своите деца. Мислам огромна е разликата помеѓу да не споредувам, нели, кога вложувате во детето или кога ќе јаде било што. Така. Добро, ќе има ли нешто ново тоа на што го работите? Дали може би излегуваат некои нови форми, нови модели? Така. Доброто е што на светско ниво е овој систем и постојано се развиваат нови производи. Последно што е актуелно ни светот, кај нас допрва треба да почнеме, има глина која што е
е камелеон, тоа значи дека се прилагодува на одредени бои, тоа е нешто интересно. Постојат нови фигури кои се посебни цветови. Значи, сите фигури се направени по одредени линии. Например, постои линија на диносауруси, тие се 4, постои домашни меленичени, тие се 5. И секојаш вадат по една нова линија. Најновата линија е цвекиња, која што се уште не е стигната кај нас. Меѓутоа имаме да. Имаме доста време додека овие сите додека да ги изработиме. Има доста за правење. Супер. Маја, децата, предпоставам дека секоја техника им е нова и тоа е интересен момент за секогаш да им биде нешто ново. Може ли да им здосади ова? Па мислам дека не. Цело време има нешто ново, нели? Цело време има нешто ново. Ти си правиш за по дома работи? Да. Имам за дома магнитчиња направено, имам поклони направено, привезоци за другарки, за другари. Има буквално секакви работи. Да. Треба ли многу време за да се изработи и дали е битен процесот на сушење во однос на временски, можеби не треба да се допира во тој период? Како оди тоа? Да, многу е битно да не се допира, односно да се остави фигурата да се исуши 24 часа. Зависно нели од големината на глината. Колку поголема грамажа на глина има, толку потешко се суши, нели. Меѓутоа, од прилика за 24 часа ја добиваме сувата фигура. Мора да се внимава, нели, дечињата кога дајат кај нас и кога ќе ја направат фигурата, им викаме носете си ја во рачата, не ја ставајте никако во ташна, за да не ви се смачка. Така. И се остава да се суши и останува тоа што... И после тоа си ја чувате дома за навек. Да. Супер, јас ми останува да ви се заблагодарам за денешното присуство. Ми беше навистина интересно и креативно и верувам дека ќе успеете со Jumping Clay, бидејќи не е само забава, туку е пред се едукација. Уште еднаш ви благодариме за поканата. Ни беше задоволство да ви бидеме гости. Како што реков, се надеваме дека со ова ќе предонесеме да повеќе од нас, повеќе луѓе размислуваме како да вложуваме во нашите деца. Тоа е мојата првична идеја и желба, затоа сум вложен во овој сегмент. Сметам дека имаме потреба, на вистина, за да вложуваме во нашите деца, за да може да се развиваат како по-комплетни личности. Така, благодарам уште еднаш. Тоа беше се за денешното издание на Урбан Так. Добро знаете, одиме секој ден во живо на 21 телевизија од 17 часот и 10 минути. Не заборавајте да не следите и на Facebook Урбан Так ТВ 21 и се разбира, се гледаме утре во 17 часот и 10 минути. Чао!